Климатските промени и пролетните мразеви удрија и по пчеларството. Новите климатски прилики во комбинација со вирусните инфекции донесоа смртност и до 80% на пчелите во одделни пчеларници. Климатските промени и овде се осеќаат, збунете и ние и пчелите. Ова година мразот не донесе доста незгоди и оштетени сме ние пчеларите како и земјоделците, исто ова е дел од земјоделска дејност. Се надевам ќе добиеме помош и субвенции што побрзо и што ќе ни помогнат на тамошниот развој. Со цел надминување на нејаснотиите и проблемите во пчеларството, Сдруженијето на каменичките пчелари организираше практична едукација на своето членство за пролетниот развој на пчелите. Развојот према климата и природата е во мал застој. Така да едуцирањето се покажа многу добро. Се надевам дека и понатака ќе се сретнуваме и дека бројот на пчелари ќе се зголеми. Сдруженијето на каменичките пчелари најавува поддршка на своите членови за развој на пчеларството во Македонска Каменица. Имаме проект за доделување на пчелни семејства на млади пчелари кои ќе се пријават кај нас. Повикот ќе биде отворен за една недела. Значи сите ќе добијат по една пчела, ќе бидат повикани на обука, така што ќе ги шириме нашето членство и пчеларството во Македонска Каменица. Еколошкиот мед е перспектива на источниот регион, бидејќи немаме ни загадување, ни фабрики. Евентуално ќе им помогне и за економскиот развој на луѓето, да се снајдат во состојба. Овие активности каменичките пчелари ги реализираат со поддршка на општината. Пред 2 месеци на 60 на пчелари од Рударска Каменица беа донирани медоносни дрвца, а поддршката од општината во комбинација со еколошката средина и производството на еколошкиот мед треба да донесе и економски бенефит на пчеларите и развој на регионот.